Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Данси Макабре со своето 452 издание, кое што традиционално, барем се обидувам по едно од овие изданија на Данси Макабре, да во текот на месецот да биде посветено на преглед на остварувањата од филмската уметност, односно именувани под називот Макабре Филмфест, односно дојдовме во рамките на 12-тата сезона на Данси Макабре до цифрата број 10, односно Макабре Филмфест број 10, во кој што ви споделувам мои видувања, односно рецензии на актуелни жанровски филмови, односно вклучувајќи и мелодрами, документарни остварувања и едно навраќање на едно култно филмско дело. И додека американската филмска индустрија постепено тоне, пукаат еден по еден меурите на големите филмски студија, кои безполезно снимаат филмови со стотици милиони долари до ден денес и не може да ги вратат, се разбира, парите кои што се вложени со преполовените киносали широм светот, а драйв-ин киносалите и дигиталните филмски фестивали најдоа начин доста добро да функционираат во ковид кризата и да им дозволат пред се на слалокусците на жанровскиот филм да ги погледнат новите остварувања. Филмовите кои содржат камерни екипи започнаа да снимаат дури и кај нас, така што нема застој за филмската уметност и за да се биде со пред се во текст со случувањата на светско рамниште, затоа и постои Данси Макабре, емисија која е отворен прозорец во светската филмска сцена, па затоа ги организирам овие прегледи и анализи на актуелни остварувања, сублимирани под називот на епизоди кои што гласат Макабре Филмфест, една своевидна ревија на филмови која можете и да си организирате во вашите домови, која го брои своето 10-то издание. Традиционално ќе ви говорам за две жанровски остварувања, кои што вклучуваат хорор, трилер или научно-фантастични филмови, потоа две артхаус изданија, најчесто се мелодрами, биопик, драмедии или па комедии, а на крај ќе ви дадам предлог за еден документарен филм и една филмска класика која ја извадив од филмските маратони кои знам да си ги допуштам јас секој месец. Така што останете до крајот на емисијата во која се слави филмот. А на самиот почеток на емисијата можевме да слушнеме две композиции, од кои што првата беше Transmission, а втората беше Glow, односно тоа се две композиции кои што се наоѓаат на EP изданието iCapacity, кое што е издание на бендот Cloud Cruiser, односно станува збор за четворка која се пробива на стонер сцената, бенд кој, иако го негува дезерт рок звукот, опремени се со гранч рифаџиски примеси, иако пред се имаат зацртано некаков концепт во кој индивидуа во потрага по себеспознание е киднапирана од вонземјани и потоа е вратена на земјата и таа индивидуа не може да се снајде. Има една моќна амалгамација на стилови и правци и ќе видиме во иднина каде ќе ги носат пред се собствените концепти кои што ги негува бендот од Чикаго, односно од Илиноис, од САД. Од нивното EP издание iCapacity ја слушнеме во продолжение и композицијата Gone. Данси Макабре е емисија во која 12 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Целта на емисијата е пред се да се доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 452 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данси Макабре, 452 издание, во кое што ви говорам за актуелни филмски остварувања, кои имав можност да ги погледнам и во рамките на оваа емисија ќе бидат рецензирани и споделени за вас, а за самиот почеток, традиционално, наменет е за хорор остварувањата, односно за жанровските филмови кои што имав можност да ги погледнам и да ги издвојам како две доста квалитетни остварувања, од кои што за првото ја слушаме најавата, односно станува збор за филмот The Dark and the Wicked.
The Dark and the Wicked е режисерско остварување на Брайан Бертино, односно негов четврт долгометражен филм по The Strangers, Mockingbird и The Monster. Тој исто така ги продуцира и Фебруари и Стефани. Овој пат повторно ја напаѓа семејната заедница со својот препознатлив нихилизам, уште од неговиот прв филм, вгнездувајќи едно постоечко надприродно проклетство кое што демне една фамилија која живее на фарма, оддалечена од цивилизацијата. Овој пат непријателот е невидлив затоа што последиците кои ги нанесува врз ликовите стануваат очигледни како одминуваат деновите во поглавијата на филмот. И пред се станува збор за збирање на членовите на фамилијата во домот на старецот кој е на умирање, меѓутоа штом се соберат, братот и сестрата пред се ќе се гледаат дека систематски започнуваат да се уништуваат нивните животи со постојаната детеријација на мозокот и телото. Марин Иреланд и Майкл Абот, помладиот, глумат во филмот сосема убедително. Тие се носители на ова дело, а Тристан Ниби е кинематограферот, кој што претходно има снимено Масакр Лейк и Берија Френд на Айлиш, на кој што е работи фотографијата. Бертино создава одлична загадочна атмосфера, демонстрирајќи дека возможно е да се сними пред се страшен филм без константна употреба на джампскерс, туку со практични специјални ефекти и ставајќи ја тишината во игра за да се засили исчекувањето, наместо да се нападнат ушите. Тој уме пред се да ги изложи грозотиите пред очите. Градацијата е во надолна линија, иако започнува ветувачки. Епилогот не ми беше по некој си мој вкус, меѓутоа затоа што наместо да завршува на висока нота, како што нели се задржува воопшто квалитетот на филмот, тој финишира млако, што искрено ми е најголемиот проблем во филмовите на Бертино, кои имаат солидна премиса на изолирани семејства препуштени на себе си, нели, во борбата против злото, гради тензична атмосфера, применува практични ефекти, како што беше и самиот почеток на филмот со сечењето на прстот во кујната, додека се приготвува храната, како и тоа како да се става некаква си своевидна кочница за да не оди еден чекор напред и да направи сцени кои би биле за паметење. Не знам зашто постои таа резигнација пред целната линија која што ја има самиот Бертино. Затоа не можам да го бројам, например, на рамниште на француските екстремисти. Пример, иако е настроен да биде рамо до рамо со нивните квалитативни обележја кои што и поседуваат пред се во филмовите, конкретно аналоген ми бил секогаш со Александре Ажа, например, на него како негов пандан, меѓутоа секогаш во сенка и секогаш со друга естетика на ум, но никогаш Бертино не би го достигнал својот максимален потенцијал за да создаде филм за здраво почит, како што тоа го има Ажа и режисерите кои што доаѓаат, например, од овој бран. Може би толку му е силата, или па ќе се памети само по The Strangers, како негово култно нихилистичко остварување. Не знам, ќе покаже времето за тоа. Филмот беше составен дел од фестивалот Трибека и потоа играше на престижниот фестивал Фантежа и на интернационалниот фестивал во Чикаго пред да заврши на стриминг сервисите. Така што, ако сте заинтересирани да погледнете на филм во кој што злото ги заловува, ги поканува пред се да дојдат во стапицата со членот од фамилијата кој што треба да се откаже од животот, односно доаѓа при крајот на неговиот живот, влегуваат во стапицата во која што злото ја поставува во куќата и овие ликови треба да се борат со него, меѓутоа како што добро знаете во филмовите на Бертино, надежта можеби и прва умира. Така што ако сте заинтересирани за ваков надприроден хорор филм The Dark and the Wicked, ви е топла препорака од моја страна. Во продолжение го слушаме трейлерот, односно најавата за Unhinged. Unhinged е режисерско остварување на Дерик Бортен, негов шести долгометражен филм по The Joneses, Dark Around the Stars, Hertz, London Town и American Dreamer. Остави место за акционен
наводно трилер во ова издание, затоа што има доста стравични хорор сцени во него и здрава доза на практични ефекти, што ми дозволува пред се да го карактеризирам овој филм како акционен хорор филм. Во истата категорија јас би го ставил со The Hitcher, со Joyride, со Duel и Maximum Overdrive. Ако овие филмови може да бидат етикетирани како хорор филмови, без разлика што се снимени нели преку ден, може и Unhinged, филм кој што ја содржи фуриозноста на Майкл Даглас во Falling Down, на кому му пукна филмот, и во сличен манир му пука филмот и на здебелениот Расел Кроу, кој во фазон на наликувајќи на Џон Гудман решава да се одмазди на Керен Писториус, односно таа ја знаеме од Slow West и од Карго, која што станува жртва на маниакалниот шофер затоа што му свирнала на автопат и бидејќи тој не се поместувал, нели. Кроу ја прогонува не само на автопатот со својот автомобил, туку и се самопоканува во незиниот живот, донесувајќи судови за исправноста на незините останати животни одлуки, не држејќи заложници од членовите на незината најблиска фамилија, туку оставајќи на крвава трага за себе. Човекот кој што нема што да загуби е најопасен, и за пофалба се пред се каскадерските брканици со автомобилите, но и прекрасната сцена во ресторанот кај што го забележуваме пред се гневот на Кроу како блика од него, за да наплати се разбира со смрт. Жената доцниза на работа и нетрпеливо му свири на семафори на нестабилниот Кроу, кој по конфронтацијата ја демне и пред се е спремен да ја одржи една лекција во бонтон, една својвидна лекција во трпение. Провоцираниот Медмекс веќе ја има потерата од полицијата, така што не му преостанува ништо друго освен да оди до крај со пред се неговата поучна лекција, како што тој смета дека ја наметнува. Ваков пежувачки филм секако дека одредени одлуки на ликовите нема да бидат пресметливи и оправдливи за гледачите, но човек кога е под притисок не секогаш ги носи соодветните реакциони пред се ирационални одлуки, па затоа немаме никакво право ние, според мене, од удобноста на нашите домови да ги судиме пред се ликовите кои имаат закана по нивниот живот. И сакам да се снимаат што е можно повеќе вакви акциони хорор филмови со крвави разрешници, затоа што прекрасна е легурата во која тензијата и агресијата од акционите секвенции ќе биде надградена со крвавите практични ефекти. Кинематограферот Брендан Галвин знае како да долови акциони секвенции во кадрите со оглед на тоа што работеше на крвавиот Rambo Last Blood во Бугарија кој се снимаше, како и Solace и Escape Plan, кој што исто така ги фотографираше Брендан. Длабоко во себе Unhinged си ја постигна целта и главниот женски лик си ја учи лекцијата, меѓутоа тоа го прави на потешкиот начин. Филмот заврши на стриминг сервисите овој месец на кој што можете да го погледнете. Иако не е тоа единствениот хорор филм кој што јас имав можност да го погледнам, меѓутоа овие два дефинитивно ќе бидат составен дел од сега веќе 60-те најквалитетни хорор филмови за годината, односно станува збор за избор кој што го сведувам во последната епизода на емисијата, која што се емитува традиционално на крајот на секоја година, каде што ги избирам најдобрите хорор филмови на годината, така што и тој ќе биде составен дел заедно со предходниот The Dark and the Wicked, за кој што ви говорев пред малку. Иако овој месец имав можност да погледнам уште неколку хорор филмови со оглед на тоа што нели Хелоуин беше на подвиг и сите студија сакаат што е можно повеќе да пуштат хорор филмови за време на Хелоуин, меѓутоа затишје има буквално кога ќе заврши Хелоуин и оваа дупка, условно кажано, до самиот Божиќ е проблематична заради тоа што не се појавува баш огромна доза на квалитетни филмови, затоа што имав можност да погледам нешто што ми се протнало низ прстите, така што би го препорачал The Swerve, кој што е една многу мрачна драма, тензично издание,
кое што исто така има атмосфера која што соодветствува на еден артхаус хорор филм, потоа The Lie од серијалот на Blumhouse кој што го издаде. Го гледав документарецот Direct to Video, Straight to Video Horror of the 90s, што самиот наслов ви кажува за видео on demand насловите кои што биле култни во 90-тите. Потоа го изгледав The Craft Legacy, кој што дефинитивно не би го препорачал, заради тоа што ако сте љубители на оригиналниот филм, пуштете си го уште еднаш, заради тоа што ова копија на истиот, и тоа многу лоша копија на истиот, најавена како продолжение, што воопшто не е тоа, дефинитивно не отсликува нешто што не е веќе потенцирано во оригиналниот филм, значи ова е само млатење слама во празно. Хештег Alive, доколку сакате преживувачки азиски зомби хорор филмови, дефинитивно ова е филмот за вас. Потоа еден интересен потфат со преданието на афричките демони кои се доселуваат преку бегалците во Британија беше хорор филмот His House и односно Final Contagium е еден боди хорор филм, антологија, поточно која што е составена од грозоморни подвизи во сегментите каде што се модифицираат човечките тела. Доколку сте по хорор филмовите со духови, тогаш препорака е да погледнете Come Play, а доколку сте растени со торчер хорор филмовите, Triggered на Алистер Ор дефинитивно би бил филмот за вас, заради тоа што има една забавна премиса, ако ништо друго, со тоа што се буди едно друштво на тинејџери кои што се наоѓаат во, тоест young adult, се наоѓаат во шумата на кој што се врзани за нивните тела своји едни часовници со експлозив, така што треба да најдат начин како да бидат последните кои што би преживеале со оглед на тоа што времето им отчукува. Така што еден крвав филм е Тригер, доколку сте заинтересирани да го погледнете. И тука можеме да правиме една кратка музичка пауза. Имено во продолжение ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на повратничкиот албум на Mr. Bungle, односно The Raging Wrath of the Easter Bunny. Станува збор за бенд од Северна Калифорнија, препознатлив по легурата на метал, на авангарден джез, на ска, на диско, на фанк. Меѓутоа, ова е всушност нивниот демо албум од 1986 година, за кој музичкиот гений Майк Петон, придружен од Трейс Пуренс на гитара, односно гитаристот на Secret Chiefs и Fate No More, потоа Тревор Дан на бас од Фантомас Мелвинс и Џон Зорн, потоа гитаристот Скот Иан од Anthrax и тапанарот Дейв Ломбардо од Slayer влегуваат во студио да ги снимат песните од оваа ера и завршуваат со овој треш метал бисер кој е најагресивниот нивен албум, кој е многу покоренит кон избрусениот треш призвук од почетоците на бендот. Нема никакви интерферирања и кршење на калапот ни на песните, пошто пред се препознаен и Мистер Бангл, иако започнале со обработки во луцидна форма, но во еден од најрепетитивните и формулаични музички жанрови кои што може да го слушнете, како што е нели треш металот. Немам проблем да го слушам препознатливиот глас на Майк Петон како вришти, незапирливиот Ломбардо како удира со сета своја сила и пред се рифаджијата Скот Иан како си танцува со неговата гитара. Од овој албум ќе ги слушнеме пред се моќта која што понира од Grizzly Adams, од Anarchy Up Your Anus, потоа ќе слушнеме Hypocrites, односно Habla Español o Muere, и ако имаме време ќе слушнеме и Racist и Lost for Words. Односно во продолжение го слушаме преснименото демо издание на Мистер Бангл со оваа форма на супергрупа која што самиот Майк Петон ја има создадено од искусни и квалитетни музичари да создадат еден треш албум кој што, иако е можеби стар 34 години, и тоа како има што да каже и за денешницата. Така што продолжение ги слушаме Мистер Бангл, а потоа ќе се вратам војтре да ви говорам за
две арткаст состварувања кои што имав можност да и погледнам во рамките на изминатите 2 недели. Уживете. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 452-то издание на Дансе Макабре, именувано како Макабре Филм Фест, односно својата 10-та едиција, која што е посветена на актуелни филмски остварувања, за кои што јас сметам дека треба да се продискутира, а и да бидат погледнати од страна на слушателите на ова радио, а во продолжение ќе ја слушнеме најавата за филмот On the Rocks, односно станува збор за филмови кои што доаѓаат од провениенција на мелодрама. Уживајте. On the Rocks е режисерско остварување на Софија Копола, 10-ти нејзин долгометражен филм по The Virgin Suicides, Lost in Translation, Void, Мари Антуанет, Somewhere, The Bling Ring, La Traviata, The Beguiled и A Very Merry Christmas. Во овој филм Рашида Джонс се глуми млада мајка која се зближува со незиниот татко, глумено од личниот Бил Мюреј, со цел да го шпионира незиниот сопруг кој смета дека ја изнемерува. Односно, еден од браќата Уейнсе ја има улогата на незиниот сопруг. Филмот е за можноста да се дружи ќерката со незиниот родител, кој каде и да оди заведува млади девојки, па од стравот на комплексот на неверството, се разбира набиен од него и неговото фривилно однесување, таа се плаши дека и незиниот сопруг ќе бара начин да се задоволи надвор од бракот, сметајќи дека тој го загубил интересот за неја, што не е таков случај, туку во прашање е женска параноја. Меѓутоа, овој филм одлично го доловува пред се пресвртот од намерата за која тематска одредница пред се станува збор, од шпионирање и демнење на одење на одмор со собствениот родител, односно пред се поминувајќи ги можеби последните мигови заедно и барајќи некое своевидно искупување за сето тоа што е погрешно родителување од страна на Мюреј. Филмот го разработува пред се проблемот на беззначајноста, на монденоста, односно на тривијалното секојдневие во кое што знаат возрастните да заглават, како и пред се досадата на животот, кој што ја имаат, како и неисполнетоста на професионален план, што ги води ликовите до средовечна криза, кои се разбира на различен начин ја манифестираат Мюреј, тоа го прави со постојана промена на неговите животни сопатнички. Во оваа драмедија предимство се става на поправањето на релацијата помеѓу таткото и ќерката и делумно споделувањето на вината во нарушувањето на тој воспоставен однос, посебно од страна на таткото. Губењето на себе си во тривијалностите е носечка тема на филмот, која без шеговитоста на Мюреј ќе беше пропаднат проект, затоа што тој го одржува буквално ведриот дух на делото до самиот крај. Не ја гледа потребата од адаптирањето на веќе постоечкиот и солиден The Beguiled, а The Bling Ring го почитував и покрај неговите недостатоци, затоа што како и Spring Break, например, беше коментар за младината без морален компас, што мислам дека е една нишка од филмографијата на Копола која што најмногу ми се допаѓа, па затоа и сметам дека The Virgin Suicides е незиниот најквалитетен филм и покрај незиното неискуство во тој период од снимањето на делото. Тој беше снимен од Дед Лахман, односно кинематограферот на овој филм, човекот со кој што имав можност да поразговарам за снимањето на филмот пред некоја година, а незиниот нов филм е снимен од Филип Лесорт, со кого соработуваше таа на The Beguiled. On the Rocks воопшто не е неквалитетен филм, напротив, има неколку вешти решенија во доловувањето на заемните односи помеѓу таткото и ќерката, меѓутоа ќе се загуби, предпоставувам, во плејадата од филмови кои излегуваат овој период, без разлика на тоа што имаше премиера на Њујоршкиот филмски фестивал оваа година и силно ќе биде туркан, ако ништо друго, барем за сценарио, од страна на авторката на овогодинешните, односно на Оскарите кои што ќе бидат за наредната година. Меѓутоа, јас се сомневам дека има некаква си издржаност во контекст на оригиналноста на ова дело кое што може да го погледнеме, освен, што еднаш потенцирам, одлично воспоставената релација помеѓу таткото и ќерката. А во продолжение
ќе слушнеме најава за еден филм кој што се надевам дека некој некаде ќе го спомне на Оскарите, заради тоа што и тоа како треба да го погледне секој љубител на комедијата. Слушаме најава за Borat Subsequent Movie Film. Borat Subsequent Movie Film, односно Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. Е целосниот наслов на новото филмско остварување на Джейсон Волинер, кој што има снимено голем број на комични ТВ серии, односно епизоди за What We Do in the Shadows и за The Last Man on Earth, исто така има работени епизоди за Nathan for You, за Eagleheart, Parks and Recreation и соработува најчесто со Петон Освалд и со Азис Ансари. Комедијата е неправедно подценет и запоставен филмски жанр, не само по медиумите, туку и на филмските фестивали и на церемонијалите на награди. Не е таков случајот на ТВ наградите, кај што се има посебна категорија, нели, за комедија или мюзикл. Меѓутоа, во филмските награди постои некаква стигма кон комичните творби, иако ако ги земете предвид изјавите на сите режисери и режисерки кои што ми гостувале во емисијата, можеме да заклучиме дека е еден од најтешките жанрови за снимање, баш поради своите временски координати, односно борбата со останување на релевантен за забот на времето и постојачка е стигматизацијата со која нели се оквалификува овој жанр, што во оваа емисија се обидувам да ја скршам барем во рамките на неговото амалгамирање со хорор жанрот во облик на хорор комедиите, и тие се застапени во емисијата во претходните изданија на Макабре Филмфест. Меѓутоа, што се случува со слепстик комедијата, со скеч комедијата, со бурлеската? Таа е најголемата жртва на политичката коректност, која постепено го стерилизира жанрот, затоа што секогаш некоја снегулка се наоѓа навредена од комичарите, кои само си ја вршат својата должност пред се на комедијата, односно да ги исмеваат недостатоците на човештвото, што е пред се незина примерна цел по дефиниција, од секогаш била и така и ќе остане. Надолго и на широко доаѓаме до Саша Баран Коен, еден од непокорните промотери на комедијата на големиот и на малиот екран, заживувајќи ликови како Али Джи, Бруно и Борат Сегадиев, кој е звездата на неговото ново продолжение на оригиналниот филм од 2006 година, овој пат Борат, нови народ од Казахстан, повторно се упатува во САД. Меѓутоа денес е популарен и препознаен таму, па мора да се маскира и со помош на неговата ќерка, глумена од личната бугарска актерка Марија Бакалова, имаат за цел да се инволвираат во американскиот политички врв, нудејќи ја пред се неговата ќерка како размена за пристапот до моќниците, но според шаблоните на романтичните комедии, главниот лик се освестува дека блиските му значат повеќе од тоа што мислел и согледува дека пред се не сака да се откаже од нив, што во овој случај значи дека мора да ја повлече Марија од помеѓу нозете на градоначалникот Рудолф Џулијани, кој веќе започна да го откопчува патентот на панталоните. Тој може би ќе ја убеди во спротивното, но погледнете го филмот и пресудете сами. Ова е урнебесна комедија во стилот на скеч комедијата на првиот филм, со сите бизарности и незгодни ситуации во кои што се затекнати обичните луѓе, се разбира со урнебесниот лик, како што е посетата, нели, како што можете да слушнете на гинеколог со неговата ќерка, која има голтнато пластично бебе, која низиниот татко го има ставено во уста. Сегова секако дека звучи пострашно дури и од самиот скеч. Меѓутоа тука е и средбата со човекот кој печати од факс машината изјавите од премиерот на Казахстан, кој му се заканува по живот на Борат. Тука е и средбата со еврејките во синагогата, како и прифаќањето да живее кај американските реднеци 5 дена, без да го скрши својот лик за време на корона и да настапува пред нивните собери, на кои едва си има извлечено жив пред развеснетата толпа која што го има препознаено под маската. Сличен инцидент имаше Саша и на собирот во скечот кај жителите на Bible Belt регионот во одличната серија Who is America, на кој им го представуваше проектот за градење на највисоката џамија во нивниот град. Во неа оживеа неколку ликови, како што се доктор Нира Кейн Деджено Цело, така нешто, мислам дека звучеше, колонел Еран Морад, Джио Моналдо и Били Уейн Радик Джуниор, PhD. Меѓутоа,
имаше истата цел пред се, како и новиот филм на Борат, да ја представи Америка денес, односно какви луѓе живеат во неа и кои се нивните светогледи, за да можеме да ги согледаме пред се малоумностите на поделениот народ, кој за жал се повеќе и повеќе ме подсетува на нашиот. Не баш секој има смисла за хумор, посебно не жителите кај што оди Саша, така што тој е навистина прво борец за промовирање на комедијата, секоја штуркајќи ги границите во екстремите и бизарностите со своите ликови, за да ги извади на површина пред се реакциите на неговите соговорители, за да можеме да заклучиме кое е лицето на Америка денес. Кинематограферот на серијата го снима и филмот, односно Лук Гейсбулер, задржувајќи го пред серачното снимање Cinema Verite пристапот, за да се долови натурализмот и да не заборавам да ја пофалам и Марија, за која нема да ви биде потребен превод за да ја разберете, затоа што си говори бугарски, што делува сосема надреално за еден балкански гледач на Борат. Една од најквалитетните комедии на годината, која може би ќе ви звучи дегутантно, но за човек кој го ризикува животот за комедијата, сигурен сум дека заслужува Оскар повеќе од преценетите холивудски звезди кои снимаат со сите потребни акомодации и акомодитети, нели? Покрај препознатливата музика на Бреговиќ, ќе слушнете една композиција од Кочани оркестар на ова издание, така што има и нешто македонско во Борат. За да дознаете што точно и каде е употребена ова композиција, треба да погледнете филмот. Покрај него, овој месец имав можност да ја погледнам и романтичната комедија Holiday, потоа спортскиот The Racer, Киоши Куросава, новото остварување To the Ends of the Earth, Waiting for the Barbarians, исто така можев да го погледнам, кој мислам дека на Берлинара играше, со Патисон и Джони Деп. I'm Woman, еден одличен биопик за создавањето на оваа песна, потоа Фатима, религиозниот филм, Don't Read This on a Plane, еден интересен road trip, 40-year-old version, се извинуваме на одличен приказ на еден лик кој се обидува да дојде до саканата цел и успех во животот благодарение на посветеноста на хип-хоп културата. Потоа на Виго Мортенсен имав можност да погледам неговото остварување Falling и Misbehavior, романтичната комедија. Така што тоа се филмовите кои што би ви ги препорачал за да ги погледнете од сето тоа што имав можност јас да го дзирнам во рамките на овој месец. Тука ќе направиме кратка музичка пауза, во продолжение ги слушаме Pucifer, односно тие се врати на сцената со Existential Reckoning, албум од 2020 година, Maynard James Keenan и неговиот соло проект. Пред се враќа на сцена Paul Money Shot, придружен од Карина Раунд, од Мет Мичел на гитара, од Пол Баркер на бас, Маса Заргарин на клавиатури и Джеф Ридл на тапани и голем број прецена гостувања со препознатлив електронски призвук и амалгамирање со живи инструменти, така што има неколку препознатливи композиции на изданието, иако ми е потребно време за да легне во неговото преслушување, како што тоа не ми беше потребно за Conditions of My Parole, меѓутоа има неколку одлични композиции на него, кои што ќе имаме можност да слушнеме во оваа емисија. Ја слушаме Бреден Circus, која што го отвора овој албум, а потоа следува Bullet Train to Iowa, Postulus, мислам дека ќе имаме можност да ја слушнеме во текот на емисијата, и прекрасната Fake Front. Уживајте во Pucifer. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 452 издание, именувано како Макабре Филмфест, односно своевидна емисија која што представува ревија на филмови, која самите може да си организирате во собствените домови, односно се предлози кои што јас ви ги давам за да ги погледнете, актуелни филмови кои што се реализирани во изминатите неколку недели, а со самиот преглед на емисијата доаѓаме до документарниот филм за кој што ќе ви говорам во рамките на ова издание, односно станува збор за филмот The Painter and the Thief. The Painter and the Thief е режисерско остварување на Бенџамин Ри,
односно станува збор за вториот долгометражен филм кој што го има по култниот документарец за шахистот Магнус. Снима еден доста занимлив документарен филм кој ги поканува гледачите во една крајно невообичаена и пред се абсурдна ситуација во која двајца кратци упаѓаат во галерија и крадат две джиновски слики на сликарката Барбара Кисилкова. Станува збор за поранешни криминалци со досие кои често завршуваат за решетки, но овој пат биле под дејство на наркотици и се бранат со тоа што не се сеќаваат што точно се случувало во моментот кога ќе бидат уапсени. Сега, тоа раѓа фасцинација кај сликарката со едниот од нив, односно Карл Бертил Нордланд, кој станува незин модел, кому започнува да му работи на серија на портрети и постепено се сближува со него на интимно ниво. Ова се скандинавски општества, така што да не ве чуди стадиумот на либерализам, посебно од страна на дечкото на Барбара, кој сепак го изразува своето незадоволство од оваа незина нездрава обсесивност и предсопседната со криминалецот, меѓутоа тоа нема да ја спречи сликарката да се приврзе со субјектот на незината творба, кој што душевно ќе го соголува на незините портрети, прикажувајќи го во ранлив облик, што ќе изнуди емоционален излив кај него и нивната поврзаност се продлабочува и по мигот во кој Бертил има сообраќајна несреќа и мора повторно да научи како да застане на своите нозе. Режисерот е и снимател на делото, заедно со кинематограферот Кристофер Кумар, кои ја здобиле пред се довербата на субјектите и продреле непречено во нивната интима, што е многу тешко да се оствари, така што можеме да погледнеме каде живее начитаниот криминалец, кој е љубител на музика, има слики во неговите ѕидови во домот, како и пред се да го забележиме изгледот на норвешките затвори, кај што може преку ден да се шета по ливадите покрај езерцето, да се рехабилитира, си има удобен кревет во собата, на топло, нахранете, подучене на занает. Едноставно, гледаме дека рехабилитационата функција си ја врши затворот, меѓутоа исто така гледаме и како се однесува еден зависник од наркотици, кој како мало дете моли доза од неговата девојка да добие. И каде води ова сближување на сликарката и незиниот модел, ќе мора да го погледнете филмот пред се и да пресудите во последниот кадар, кој крие на одлична слика која што говори повеќе од 1000 зборови. Филмот плени со вовлекувањето на гледачот во животот на субјектите и со начинот на кој се расплетува нивното пресретнување во животот и пред се какви последици има истото врз нивните постојања, пред се со нивните подеми и падови кои што ги доживуваат. Филмот имаше својата премиера на Санденс оваа година, кај што беше награден од специјалното жири за креативно прераскажување на приказна, а потоа играше на Ротердам, на Солон, Трансилванија, Док Авив, Dogs Against Gravity, Рејкјавик, Загреб, Доквил. Значи, доста креативен документарен филм кој не би ме изненадило доколку добие и номинација за Оскар, меѓутоа многу е тесна конкуренцијата оваа година дефинитивно во ова поле и изгорана тоа пред се ја обработува темата за колку смее самиот автор да се доближи до субјектот кој што го портретира и воопшто говори за дистанцата која што треба да има еден автор, например, на документарен филм од субјектот, со тоа што сака да му помогне или да му излезе во пресред, меѓутоа со тоа пред се ја загрозува објективизацијата на објективноста, односно се извинувам, која што треба да ја поседува неговото дело, со оглед на тоа што ќе интервенира во прикажувањето на реалноста. Така што тоа се матни води низ кои што плива ова остварување, кое што е топла препорака да го погледнете од моја страна, меѓутоа покрај него имав можност да погледнам огромен број на документарни филмови изминативе неколку недели. Еден од нив беше и Welcome to Chechnya, и David Burns American Utopia, и Happy Happy Joy Joy The Ren and Stimpy Story, Dick Johnson is Dead, Totally Under Control, Mucho Mucho Amor, The Legend of Walter Mercado, Blackpink, Light Up the Sky, Bruce Springsteen's Letter to You, American Selfie, One Nation Shoots Itself, Other Music, American Murder, The Family Next Door, Viva the Underdogs, The Fight, Wild Card, The Downfall of Radio Loudmouth, Renegade, The Soul of America и голем број на други филмови и буквално ова се документарни филмови кои ги погледнав изминатите неколку недели и буквално можам комплетна емисија да направам со секој од нив, затоа што секој од нив пред се заслужува да го добие своето внимание.
со оглед на диверзитетот на теми кои што ги обработуваат, дали се музички, дали се политички, дали се во рамките на криминалистички, можеби. Затоа што пред се прекрасно обработени и сите овие се појавија дали на Санденс, дали на Докабев, дали на останатите Dogs Against Gravity фестивали кои што еден против друг беа конкуренција, меѓутоа ги откупија стриминг сервисите и можеме да ги погледнеме на нив, така што топла препорака, кој да изберете од овие документарни филмови дефинитивно не би ве оставил рамнодушен. И за крајот на емисијата ќе ја слушнеме најавата на едно култно стварување, кое што се разбира мора да биде содржано во едно издание на Макабре Филмфест, односно овој пат се одлучив да тоа да биде филмот Мама Рома. Мама Рома, како што слушнавте, филм на Пьер Паоло Пасолини, кој што го снима својот втор долгометражен филм по Акатоне, но пред сегментот да биде снимен Ларикота од Рогопа. Станува збор од самата антологија, каде што гостува, каде што составен дел се Дури и Годари и Роселини, која исто така како и The Witches, така треба да биде споделена во оваа емисија, затоа што содржи одлични кратки филмови од мајсторите на филмскиот занает. Овој месец при крај сум со филмскиот маратон, кој што го посветив на великаните на филмот, односно составен овој пат од делата на Пасолини. Некои од неговите филмови ги прегледувам повторно, а другите ги гледам за прв пат. Тако беше случајот со неговите почетоци на кариерата, кои се вкоренети во неореализмот, како и многумина други италијански режисери од 60-тите. Меѓутоа, како и Роселини, и Десика, и Фелини, така и Пасолини си го наоѓа својот препознатлив израз со кој се двои од останатите, кои творат во оваа условно речено стилска формација, со тоа што тој му приоѓа на неореализмот од една сурова и безкомпромисна нишка, снимајќи со натуршчици, кои што глумат ликови кои не се хуманизирани, напротив ги прикажува како антагонистите без да има потреба да кокетира со гледачите со прикажување на нивната нежна страна или дека се жртви на системот и обкружувањето. Не, Пасолини кога прикажува Макроа, ги гледаме како нивниот живот паѓа несопирливо во надолна линија и за разлика од неговиот прв филм, Мама Рома не се отклонува од предградијата на Рим, кај што живеат овие матни ликови, но овој пат предводничка е одличната актерка Ана Мањани, која глуми еден трагичен лик, која треба да се носи пред се со последиците на незиното минато, како дама на ноќта, која се соочува со тековни проблематики кои понираат пред се од светот на Макроата, кај што можеме да го забележиме и Франко Сити од првиот филм на Пасолини. Овој пат Ана треба да го извади на прав пат незиниот син, која има нескротливата бунтовност и пред се пркос, која што е евидентна и во екстровертната изведба на наметливиот пред се лик на Ана, така што овој филм е едно своевидно одење против себе и своите одлуки, што го прави овој абразивен лик да биде немоќен пред собственото его. Подоцна Пасолини започнува да се спрдаши со христијанството, со фашизмот и секогаш наоѓа место за својата социокритика да ја протне во филмовите, па макар и да станува збор за епските адаптации на книжевните дела за Едип, Медеа, Декамерон, Арапските ноќи и приказните од Кентербери, како и култниот Сало, односно 120 денови на Содома, во кои се препушта на раскошниот колорит, снимајќи на рака, со абсурд, кој што сведен дури во надреални и со еротски премиси, и да не го заборавиме авторското ремек дело Теорема. Мама Рома е последниот црнобел потфат на Пасолини, комплетен, кај што се нурнува во неореализмот и ги вади на површина овие сурови приказни, исполнети со уцени и злоупотреби од улиците на Рим, со ликови кои имаат аспирации за животот на буржуазијата, кој беше еден позитивен изблик во неговата филмографија, кој ќе го додадам на Сало и Теорема како едно негово култно остварување без кое што секој љубител на филм не би можел да се нарече тоа што ја доколку не би го погледнал. Тука ќе го завршиме 452-то издание на Дансе Макабре. За крај ќе слушнеме неколку композиции кои се наоѓаат на новиот албум Счабоделико од Кауза Суи. Стана збор за шестиот
долгосвирачки албум на данскиот инструментален психоделичен стонер рок бенд, кој што го издаваат по Vibrationes Doradas од 2017 година. Бенд составен од Јакоб Скот, од Јонас Мунк, од Расмусен и од Јес Кар. Едно лежерно издание, кај што се гледаат и крауд влијанијата и уделот на психоделичниот рок-н-рол со својот вајб од 70-тите години, но и проминентноста на модерниот прог-рок и джез. Така што за крајот на емисијата слушаме 3 композиции од прекрасниот бенд Causa Sui, односно Echoes of Light, Deborah Gavor's Path и Under the Spell. Јас сум Затко Јелевски, го затворам 452-иот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте филмови и плашете се.